Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Интензивирана е жетвата на житните култури во Кочанскиот регион, при што, освен јачменот, почна да се жнее и пченицата. Поради сушниот период на крајот од вегетацијата, приносите се нешто пониски од просечните. Веќе трета недела во Кочанскиот регион се одвиваат жетвените активности на житата, при што по јачменот почне и жнењето на пченицата. Кај земјоделците нема големо задоволство од тоа како тече годинашнава жетва. Причина се приносите по единица површина, но и откупните цени за килограм што им ги нудат откупувачите. И покрај очекувањата, тие се движат под нивото што би им обезбедило покривање на основните трошоци, поради што производството го прави нерентабилно. Затоа земјоделците размислуваат од догодина воопшто да не сеат жита, туку други земјоделски култури. 7 декара имаме. Тука по 350 кила дали ќе има едно на друго. Жетвата не знаеме колку е, дали ќе ја качат, се поради ово горивото, 600 динара беше. Сега не знаеме дали 600 ќе ни земат или повеќе. Цена никој ништо не дума за пшеницата, ќе ја купувале, а цената не се знае. Ништо. Земјоделците велат дека со цената што им ја нудат откупувачите не може да ги платат трошоците за жетва, а ниту да ги покријат давачките за подготовка на површините. Според квалитетот на зрното на пшеницата, тие не очекуваат голем приход, исто како и од добиените количини по единица површина. Ќе сееме царевица, ќе чуваме свиње, бар за нас да искараме. Ово фаќа зимото, зимињата се изменија, tego сега нема дошт, прегореа. Беше убаво, фрламе ѓубре, вештачко искараме повиш, а нема дошт, прегоре. Минатата есен во Кочанско беа засејани над 4600 хектари со јачмен и пченица, од кои се планираше да се добијат близу 9000 тони лебно жито и околу 7000 тони јачмен. Сепак, временските услови имаа различно влијание кај двете култури, поради што кај јачменот се очекува принос над 400 кг од декар, што е повеќе од просекот за регионот. Наспроти тоа, кај пченицата има видливо подфрлање поради недостигот на потребната влага во почвата во завршниот период од вегетацијата. Иако беше најавено од понеделник, сепак вакцинирањето без закажан термин почна пред време. Сите граѓани кои сакаат да ја примат вакцината против COVID-19 не мора веќе да закажуваат термини, туку може да дојдат во вакциналниот пункт во болницата во Кочани и да ја примаат вакцината. Лекарите повторуваат, единствен начин за борба против вирусот е масовната вакцинација, која штити од тешки форми предизвикани од нови мутации. Без вакцинација на децата не може да се создаде колективен имунитет и токму поради тоа се донесе одлука да се препорача вакцинација кај деца од 12 до 16 годишна возраст, вели министерот за здравство Венко Филипче. Вакцинацијата кај децата сепак нема да биде задолжителна и секој родител може да одлучи дали ќе го вакцинира или не своето дете. За сега за деца се дозволува само вакцината на Pfizer, а искуствата од другите држави покажуваат дека токму младите се најподлежни на новиот делта сој на коронавирусот. Лекарите повторуваат, единствен начин за борба против вирусот е масовната вакцинација, која штити од тешки форми предизвикани и од новите мутации. Како и до сега, апелирам да луѓето кои што сакаат да се вакцинираат, сега имаме најава дека од понеделник од 12 ќе имаме слободно вакцинирање, односно пациентите, луѓето кои што сакаат да се вакцинират, не мора да одат кај матичниот, него треба да се јават во пунктовите за вакцинација низ цела република. Во Кочани знаеме дека се вакцинира во ЈЗУ општа болница. Апелирам да сите кои што може да ја примат вакцината, треба да се вакцинираат, се со цел да сопреме оваа пандемија. Значи, со ковидот ќе се избориме исклучиво ако се вакцинираме. Не треба луѓето да се плашат дека вакцината ќе им направи нешто лошо на организмот, не треба да се плашат дека ќе добијат компликации, затоа што вакцината, како што и Светска здравствена организација апелира дека вакцината ќе не спречи да ги добиеме тешките симптоми од COVID-19. Вакцината спречува да
да ја преживееме. Значи може да се јават симптоми, ама тие симптоми ќе да бидат во блага форма. Според планираното, во населените места и села во Кочанско ќе бидат поставени мобилни вакцинални пунктови со медицински екипи, каде без закажување заинтересираните граѓани ќе може да се имунизираат. За имунизација на населението ќе се користат вакцини од производителите Синовак и AstraZeneca, а за потребите на акцијата се обезбедени доволни количини, истакна директорот на болницата во Кочани Александар Серафимов. Вакцинирање без закажување термин граѓаните може да добијат и сега, зашто е неопходно да дојдат во вакциналниот пункт во кругот на општата болница во Кочани. Паралелно со отворањето на мобилните пунктови, од идната недела ќе почне и теренска имунизација на постарите, неподвижни и изнемоштени лица, кои вакцината ќе може да ја добијат во својот дом. Во тек се градежните работи за реконструкција на левиот коловоз на булеварот Тодосија Паунов. Се поставува нов асфалтен слој во должина од околу 1 километар, пошто ќе следи и изградба на ново разделно зеленило. Интензивно се одвиваат градежните работи на проектот за реконструкција на левиот крак од булеварот Тодосија Паунов во должина од 1 километар. По гребењето на оштетениот асфалтен слој се поставува нов, а се прилагодуваат и постојните шахти за атмосферска и фекална канализација. За реализирање на градежните работи претходно беа обезбедени средства преку проектот за изградба и санација на локални патишта и улици во општините, вреден вкупно 70 милиони евра. Носител на овој проект е Министерството за транспорт и врски, кое го направи и изборот на изведувач на реконструкцијата. Поправките на левата лента од булеварот Тодосија Паунов ќе се реализираат од кружниот тек кај полициската станица до спојот со улицата Киро Кикенски. Паралелно со коловозот се поправа и тротоарот, кој на повеќе делови има сериозни оштетувања и го отежнува движењето на пешаците. Подобрувањето на состојбата на левата лента на оваа делница ќе биде само дел од комплексното сообраќајно решение што се планира да се реализира се до влезот на Кочани, кај улицата 4 Македонска бригада, истакнуваат од секторот за урбанизам на општина Кочани. Во рамки на комплетирањето на булеварот Тодосија Паунов преостанува изградбата на уште еден кружен тек кај печатницата Генекс, за што во тек се подготвителните работи. Исто така, на целиот поттек, каде што се врши реконструкцијата на асфалтот, ќе биде изградено и ново подигнато разделно зеленило, какво што претходно добија улицата Никола Карев, како и делницата од автобуската станица до двојниот мост. 40% од виничките пензионери ги добија дрвата за предстојната грејна сезона. За останатите 60% краен рок е крајот на август. Од Виничкото здружение на пензионери со надеж дека годинава нема да се повтори проблемот од пред неколку години на доцнење на дрвата. 40% од виничките пензионери ги добија порачаните дрва за грејната сезона и ќе имаат време да ги сушат и да ги средат тековно. Останатите 60% се во очекување. Од Здруженијето на пензионери вела дека се надеваат годинава да не се повтори проблемот од пред неколку години, кога доцнеше испораката на огромно дрво за пензионерите. Имаме запишено околу 156 пензионери со 1250 просторни метра. Склучени договори имаме со двајца економски оператори за дрва. Тоа се Валерија Превоз 1 Градец и Стефил Лаки, село Лаки се предпријатието. Има испорачено со нив се договорите по 600 метра тамо просторни и има испорачено од Стефил околу 400 просторни метри и од Валерија околу 250. Значи околу 40% од запишаните дрва се испорачани. Очекуваме до крајот на месец август да се испорачат едно 90% и ќе остане за септември, октомври мала количина. Цената на огромното дрво за пензионерите годинава изнесува 2850 денари за метар просторен, бука и дап.
Инаку Виничкото здружение на пензионери функционира во услови на пандемија, со почитување на протоколите за заштита од COVID-19 и затоа одредени активности се намалени во споредба со претходните години. Тековните работи сепак се извршуваат и нема застој во работењето на здруженијето. За време на летото, виничките пензионери ќе се подготвуваат за предстојните спортски надпревари, чии домаќини ќе бидат токму тие. Тие регионални спортски надпревари за 8-миот регион ќе се одржат во Виница во септември месец. И тие активности во текот на летниот период ќе ги спроведуваме и ќе се подготвуваме за нив. Други активности, посебно одење со пензионерите, екскурзии, излети нема за сега, се додека не попуштат условите од короната. Виничкото здружение е едно од најактивните во државата, чии членови учествуваат на сите спортски и други надпревари и манифестации што се одржуваат на ниво на држава, но и надвор од државата и се враќаат со освоени солидни места од спортските надпреварувања. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека поради изведба на работи за подобрување на снабдувањето со електрична енергија, в понеделник 12 јули ќе има прекини во снабдувањето со струја. Прекините ќе бидат во периодот од 9 до 14 часот, а ќе бидат опфатени корисниците на улицата Гоце Делчев, како и објектите околу спортското игралиште во населбата Бавчалук. Пред кочанската публика, а како дел од летната културна програма во Кочани, во Центарот за култура Бели Мугри отворена изложбата на слики од четвртата ликовна колонија Арт варијации Стари поток 2020. Колонијата се одржа во септември минатата година, но поради пандемијата учествуваа само домашни ликовни уметници кои твореа на слободна тема. Во Центарот за култура Бели Мугри отворена изложбата Арт варијации Стари поток 2020 во организација на Сдруженијето за култура, општествени дејности и наука Стари поток од Кочани. На изложбата, која што ќе биде отворена во следните 2 недели, поставени се 19 уметнички дела насликани од 10 уметници од Кочани, Куманово, Виница и Зрновци. Вечерва пред кочанската публика, а како дел од летната културна програма на Кочани, ја поставуваме во Центарот за култура четвртата ликовна колонија Арт варијации Стари поток 2020 година, која се одржа минатата година во месец септември. Оваа колонија, бидејќи се работеше во посебни воредни услови поради пандемијата, на неа се учества само учесници, ликовни уметници од Македонија, и тоа од Куманово беа Мики Трендафиловски, Трајан Трајковски и Александар Стефановски, Благица Стојановска од Виница, Слаđана Гаврилова, Нина Савева и Марио Дејанов од Зрновци, а од Кочани ни се представија ликовните уметници Нада Дзембова Донева, Елизапета Зафирова Стојанова и Марија Дончева. Ликовната колонија Арт варијации Стари поток 2020 е спој на 2 уметности – литературната и ликовната уметност. Интересно за издвојување е, рече Стојменова, дека уметничката Марија Дончева своите 2 дела ги создаде врз основа на своји поетски литературни творби, додека Слаđана Гаврилова врз основа на своите ликовни дела создаде поетска творба. Во рамки на летната културна програма на Кочани, Сдруженијето се представува со уште една активност – ликовен перформанс Арт варијации Стари поток 2021 во градскиот парк во Кочани. Ликовни уметници од Македонија творат на отворено во рамки на ликовниот перформанс Арт варијации Стари поток 2021. Темата на која сликаат е слободна, а голем број од сликите се со кочански мотиви. Перформансот е во организација на Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани. Повеќечасовен ликовен перформанс Арт варијации Стари поток 2021 се одржа во градскиот парк во Кочани. Уметници од Македонија на отворено творат мотиви на платно во рамки на годинашново издание на ликовниот перформанс.
Учествуваат 11 уметници од Македонија, од градовите Скопје, Куманово, Виница, Зрновци и Кочани. Ликовните уметници творат на слободна тема, секој според своите инспирации. Голем број од сликите се со кочански мотиви, што како организатори посебно не радува, истакна Љупка Стојменова, председател на Сдруженијето Стари поток од Кочани. Ликовниот перформанс Арт варијации Стари поток 2021 е дел од летната културна програма на Кочани. Идејата за моето дело на оваа колонија е и овој денешен перформанс е портрет со поезија на нашата колешка која што минатата година учествуваше со свое дело. И бидејќи оваа година не учествува, сметам дека треба да биде повторно со нас и обожавам нејзината поезија. Ке правам импресионистички портрет со дел од текст, значи комбинација на повеќе техники, со велатури, импресионизам, надреализам, со цел да вдахна малку повеќе за животот на една жена и нејзините постигања. И јас како жена. Делата од ликовниот перформанс Арт варијации Стари поток 2021 ќе бидат изложени во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, што ќе се одржи на есен. Викендов продолжуваат културните настани во рамки на летната културна програма на Кочани, впресред празникот Петровден. За сабота 10 јули со почеток од 11 часот на Пониква ќе се одржи етнофестивалот на Петровден Сите на планина и традиционална средба на власите од регионот. Во вечерните часови од 21 часот во градскиот парк концерт пред кочанската публика ќе одржи групата Супер Хикс, а пред концертот свој настап ќе има локалниот бенд Малинов Кроу. Во исто време, со почеток од 21 часот, во населбата Оризари е закажана проекција на документарен филм за деца и возрастни на патувачкото кино Македокс. В недела 11 јули во 9 часот ќе се вози велосипедската тура Осоговска авантура на релацијата Пониква-Цареврв Пониква. Посебен печат на годинешнава културна понуда ќе даде берзата на винили, со домашни и странски изложувачи, посветена на страстните љубители на грамофонските плочи. Настанот ќе се одржи со почеток од 11 часот во градскиот парк, каде истовремено ќе има пазар на уметнички ракотворби со изложувачи од Македонија. На последниот ден од годинешнава културна програма, в понеделник 12 јули, со почеток од 20 часот на повеќенаменското игралиште во дворот на гимназијата Љупча Сантов е закажано финалето на овогодишното 19-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Почитувани, тоа беа содржините за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.